Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Ѓургиевски. Дами и господа, во нашето студио денеска, како што можете да видите, ќе има музика, многу убава музика, ќе свириме, бога ми, ќе пееме, а и ќе се забавуваме следниве 45 минути во ова ново издание, постпразнично на Никој како. Добре ни дојдовте. Вторнички, така. Како сте? Одлично, благодариме за поканата. Срекни празници. Срекни празници. Шо ми музика доста е, малку да паузираме. Како беше тоа? После самота сите ми музици. Така на мимоза. Главна мимоза. Како се наредивме, погоди го на трапникот. Кој е на трапникот? Не, мора да ви кажам, пред емисија се смиривме Тимко ми ја даде периката. За другата емисија обратно ќе бидеме. Ама ти да не се секираш, ката ќе те воведе, кај што треба. Каде за мене правен ми треба да го монтирам и толку. Ако си заинтересиран. Идеме малце. Тука. Па добре. Пуиш. Ја не барам многу коса. Само шишка. Така многу да има. Ама викаат паметна глава коса не тапи. Така ли? Затоа е паметен. Добре ни дојдовте уште еднаш, драго ни е што успеавме да се договориме и нели да најдете време да ни се придружите во нашата емисија. Се разбира на уживање на нашите гледачи, верувам ќе имаат можност да уживаат до самиот крај. Да. Обично нашите гости ги прашуваме што прават ова време од денот. Па така што и така и некако воведот ќе го почнеме. Ако не ни бевте денеска во емисија, што генерално правите попладне? Ова време? Па најверојатно ќе јадевме. Пошто ќе се вратевме од работа. И мимоза. Мимоза неизбежна е сега. И мимоза. И мимоза? Добро. Јас го земам малиот од градинка, така да после тоа време? Да. Добро. Отприлика тоа време, па после тоа се спремаме за ручеки. Пак ќе беше мимоза. Добро, значи го има оној момент што го викаме после работа, ручек, семејно, фамилијарно, нели? Па тој ни е единствениот момент и да се видиме по дома, инаку ние сме музичари, за нас викенд и празник не постои. Бевте никаде за празници? Работно. Работно. Да? Кога забавувавте? Јас бев од четврток, петок и сабота во Шпајс. Аха. И? Лепота? Работно. Работно лепота, да. Да. Добро. И исто јас. Овдека во Скопје најчесто Муровска мејана. Аха.
И еден ден близ до Берово, пошто сум попотекло од таму, да ја видам мајка ми за празникот и назад. Толку беше. Толку беше у неделата на ручак и толку и пак толку имаше време и пак назад. Добро. Извини, колеш. Како професори по народни инструменти, ќе зборуваме само за убавите работи, така сме договорени во никој како. А нема неубави. Нема неубави? Кај музичари нема неубави. Добро. Нема неубави Да. работи. Значи, народни инструменти ви се нешто кое што дојде сосем спонтано во животот или како да работите за да станете професори? Како одеше патот? Сосем кусо, ако може кусо или... Па патот одеше, Јас пред мене, ајде кажи. мојот пат беше не баш со народните инструменти, ама со фолклор се занимавам уште од многу мали години. Прво во Пионерски дом Карпаш, па во Орце Николов, еве сега свирев на 80 години на концертот. Супер. Не собра Екипа цела. екипа цела. Па во Мир Чацев, средно кога учев веќе музичко, па факултет. А што значеше И фолклор? на Што беше факултет во... фолклор како фолклор сум свирел, хармоника почнав. Ми Добро. беше матичниот инструмент кога почнав, па после сам почнав да чепкам. Ме интересира и од кога запишав факултет, веќе трета година факултет, продолжив кај Даутовски Драган На на одсек народни. народни инструменти. Да. И се влюби. Па истерав тоа, па запишав и етномузикологија магистратура, па запишав уште една магистратура во Бугарија. тебе ти се учаш? Кавал специјалност и сега моментално на докторат истото. Аха. Терам и така. Значи, доктор на науки по кавал. Па не баш по кавал, ама по фолклор. По фолклор. Специјалност кавал ќе биде. Добро. Што знаат, што прашуваат овие новиве генерации? Сакаат ли народни инструменти? Има ли интерес? Можам да кажам дека е 50-50. Од тие што се запишуваат деца во музичко, 50% го сакаат македонскиот фолклор, 50% ја замислуваат музиката, она, да речам, музика електронска, што е, што, Сосем друг тип, да речам, го гази светскиот тренд и е многу популарно отколку Македонскиот фолклор. изворниот така? фолклор, ама сепак и таа електронска музика се базира, се темели на некаков си фолклор. Така е. Со фолклорни елементи Да, се внатре. вметнуваат подоста, да речем. Да. Да збориме овој поп-фолк, примеси. Значи секакви. не само на Балканот, секаде. И да земеме американската музика, како американска, да ја речам, поп музика со сите Која, правци кантри, што се... Не. Воопшто. Понови правци од поново добро. време, R&B, хип-хоп, пак употребуваат елементи. Земете Евровизија, 99% песните им се со типичен фолклор од кај Народен потекнуваат инструмент. Така. земјите. Да. Тимко, твојата приказна ке ни ја Мојата раскажеш? приказна нешто слично, само што јас Почна хармоника и ти? 94-та, да, почнав со хармоника, но тогаш беше многу строго во средното музичко тоа го училиште, знаеме каде што од секогаш, предаваше заедно. така, да. И некако бев без нижо музичко училиште и некако имаше голем интерес тогаш во тоа време за хармоника. Ми кажаа дека 93-та годината предходно, пред да дојдам јас, е отворен нов оддел кој што ете просперитетен, кај професорот Драган Даутовски, таму завршив и средно, па факултет, па магистрирав во Институтот за фолклор, тука кај нас и пред 3 години докторирав на Институтот за фолклор од Ау, браво Тимко! За частен има, значи, гледаш? Готово. Да. Добро. Добро, исто ќе биде одговорот околу деца или имаш ти уште некоја додавка на ова, нели, околу јас- народни инструменти? Како тебе Околу ти се интерес, чини? околу нови интерес, генерации, околу... И јас Дали зависи јас од би бил повеќе оптимист. Ајде, дали зависи од Јас професорите? мислам Еве, вие дека како тоа им го посебно пренесувате на бидејќи ние генерации? предаваме и во исто одделно и во Добро. во различни оддели и учениците кои што се во мојот оддел, односно за традиционална музика и игра, каде што ние ги обучуваме да пеат, да свират и да играат, Добро. трите сегменти заедно, кај нас интересот е навистина поголем во однос на тоа. Секогаш, барем до сега, немаме недостаток на ученици. Сите се обврзани да мораат да пеат и да свират и да играат, така да генерално тоа се ученици кои што доаѓаат од фолклорните друштва, кои што веќе им е познат материјалот Така е. на еден начин, само што ние го надградуваме сето тоа. Така И е. навистина можам да се пофалам со добри ученици и со поголем интерес за изучување на традиционалните инструменти. Одлично, добро. Што знаете да свирите? Сега Од стигаме до инструменти? интересно. Да. Кавал? Пример, можам и на фломастеров да пробам. Ајде, ева, Дај да видам повели, како ајде. функционира во чудо. Баш да те видам. Еве и на ова ќе може да се издади нека тоа. Ајде.
Уште две дупчиња да му направиме и ќе свири. И ќе свири. Да. Добро, освен на фломастер? Од инструменти? Да. И ја не знам на што се Значи хармоника знаеш. свирам. Почнав хармоника. Добро. Па после Бројам јас. пијано, Па пијано. кавал Задолжително свирам, пише кавал. свирам зурла, гајда, шупелка, дудук, Дудук. канон не знам да свирам. Не знаеш. научиш. Гитара знам да Што свирам. да кажеш, што не знаеш да свириш? 8 до сега. А тапани? Тарабука? Тоа. Да. Обавезно, задолжително. тарабука, Со тоа 10. се почнува. 10. Толку? Па не знам, ај кажи еве на ова може. Нега фон. Дајде. Иначе свириме и двајцата, свириме синтесајзер по Така, значи 11. така наречените Поноќните локали. Да. Да. Добро. забави. И денските локали, не само ноќните. Да, И ноќни повеќе се денски. Така е, да. Тимко, тука си и ти некаде или? Па Што тука нешто некаде минус? близко, Плюс, минус. свирам плюс гитара, бас гитара се. Аха. Добро. Мене жичаните инструменти некако ми се повеќе. Да. Е Па сега, гледаме ова жици, има не се бројат колку. сега како дојде 70. 77. 77, да. Кажи ми како дојде до приказана со канонот? Како дојде љубовта токму за овој инструмент? Бидејќи предавам во одделот во Средното музичко училиште за традиционална музика и игра и таму се поставуваат ора кои што се и од градската средина и од кои што потекнуваат од селото. И генерално така ни се поделени нашите инструменти. Овие кои што ги набројавме и кои што предаваме ние се оние кои што потекнуваат од селската средина. А додека кларинет, виолина, ут, канон, тарабука, дајре, тие се оние кои што потекнуваат од градската средина. И сега по дефолт кај нас се мисли дека тоа се турски инструменти, дека Па се тоа муабитот на сега, нели сите но нивната база е многу порано, односно од времето на Византија и Турската империја кога се развива, они ги превземаат сите тие инструменти, како што превземаат и архитектура и Територија и се заедно. Да. и облековни елементи и едноставно го развиваат сето тоа. Значи уште пред да дојдат турците ние сме го имале канонот во градските средини. Да. Ние во Лесново, во црквата го имаме нацртано на фреска која што од 14 век. Пред да се развие таа империја. Ете, имаме убава приказна, дека образовна. Едукативно образовна Едукативна, веќе така е. емисија, Да. Добро, а колку е тешко да се научи со оглед на тоа дека има 77 жици, а и она што ме зачуди, јас прв пат сега видов, нели обично сум гледал на телевизија како се свири, прв пат видов дека додека се свири, тука се штелува нешто, се цело време се прави. чепка и тоа е наистина тешко. Ова е главниот дел всушност на инструментот, затоа што тука се формираат скалите, тие се викаат мандала. А инаку постои една кобилица која што се вика или мост преку која поминуваат сите жици, по 3 жици се на еден тон, а под кобилицата постои кожа која што е обтегната. И всушност таа ја создава акустиката на самиот инструмент, затоа што корпусот на самиот инструмент е многу мал. Но луѓето, затоа што тоа е векови развивано, размислувано, и физика, и хемија, и математика Све употребено, све заедно, и дошле до идеја дека треба да се обтегне кожа за да биде погласен. Инаку самиот збор канон кажува дека го ја дава интонацијата на целиот оркестар во времето на Византија. И затоа се вика канон, односно закон на инструментите, и на пеачите и на свирачите го дава самиот. Така. Како учаш? И до што е поблиску кога сме кај учењето? Ако знам да свирам на жичани инструменти, полесно ќе ми биде, или ако знам да свирам на дирки, хармоника, Какво прашање е сакате? Па да, затоа што Во принцип, Поделбата на- ако знаеш да свириш еден инструмент, е многу лесно да се научи и следен инструмент. Затоа што ќе ја научиш Без разлика техниката, дали е жичан или музиката ќе ја да. имаш во глава, концептот како се прават скали, хармонија, Добро, теорија да, на музика да, и сето да. тоа. Инаку принципот на свирење е многу сличен на пијаното, затоа што пијаното има по 3 жици, има едни делови чеканчиња кои што удараат Кои што по удараат, жиците. па така. Во мојот принцип имаш тразалици кои што се ставаат такви на прстоци тразалици. и на тој начин се произведува тона. Добро, и како учеш? Инаку влегува во Турција е женски инструмент, се класифицира како да, има многу девојки кои што го свират самиот инструмент. Се разбира, Турција сега базата на овој инструмент. Таму се и најдобрите музичари и најдобрите произведувачи на самите инструменти, се е рачна изработка, нема тука фабрика. Од каде е овој твој? Конкретно овој е од Измир. И ако ви се расипе инструментот, авионот и кај мајсторот. Што може да се расипа на инструмент? Може да ви пукне кожа, може да се скрши овај мостот.
жиците, ајде и сами ќе ги замените, овие мандалата се метални делови кои што се прицврстени на многу тенки иглички кои што ако се скршат мора да се менува се. И затоа треба внимавање. Добро, а канонот го употребуваш кога одиш на свирки никаде? Има свирки? Има прилики луѓе кои што се јавуваат, кои што сакам чалгиски инструменти состав да биде. Дури сме свиреле и свадби и разноразни други веселби и крштевки. И се тоа. И една свадба отсвиравме тој со канон. Гледаме да ги исполниме сите желби на Цела свадба? Цела. Да. Цела свадба канони синтесајзер. Да, добро и други инструменти имаш. Да. Не бевме сами. Добро. А како? Се задржавме на канонот, пошто некако најспецифично и... Не сме го имале во студио, најубав. Дека женски. Да. И се уште кажа, тешко или лесно е да се научи? Каде за себе прашува да ти ја пратам за колку време би научила? За секој инструмент технологијата помага многу, сите апликации кои што ги имаме. Ама седнувањето и вежбањето не може ништо да ви ги замени. Колку ќе му посветите повеќе внимание на еден инструмент, толку подобро ќе биде. А инаку генерално треба да поминат 10 години за да станете добар свирач. Каде што вие треба интензивно да работите. Така. Тоа искате замолам, ова не беше договорено со Кате, но оној моментот кој што сакаше да го спроведеш, можеш комотно сега. Околу задачата со кавалот. Што? Не, ништо не пробам јас. Вика да проба да извади тон на канон Добро. и ќе видиш дали е полесно на канон или на кавал. Да. Не можам. Сега ви сте пробаме вистинскиот момент. Не, ништо Да видиме зашто. Мало емисии кога јас сум пеел, сум играл, тука правиш се. Сега е време кога ти треба да се истакнеш колешке. Не. Ајде, На канон да извадам. Ајде, сестро, стани. Мислам дека можеш. Они ќе ти покажат, ти само да видиме што ќе извадиш. Ајде бе, Ненад, не е Ако не проблем. извадиш ништо, Ова е лесно. тоа е. Водите да си барам. Ова доаѓа вака. А уствари Тебе и ногти требаат овие. Он има ногти поголеми од тие. Като прво Е сега. сега. Без ногти го станам. Вака треба. Можеш да. Што да правам? Ништо. Свири. Браво. Сега главното. Значи првата лекција ја поминавме. Не можам тоа, црвен кармен имам. Ако? Ја ти донесов и за тебе. И кармим на Не си. е проблем. А не Ајде за да ова пробаме, ќе добија на канон 100 евра на извади, сметка. Што треба да правам са? Еве јас ќе ти покажам, па ти пробај. Дувај Ајде. како. Еве. Кај се овие бе? Не ти треба. А не ми треба. Ама не излага ништо кај тебе. Еве. Свирни вака. Не знам да свирам ја, знаеш? Како кога дуваш супа. Не знам, ајде дојди Ненад да ми покажеш ти дека знаеш. Сега потешко. Не, ова е потешко. Дојди Ненад малце. Кавал е потешко. Дојди малце, дојди. Што да дојдам дај. Дојди, овде. Што сакаш, пајтушко, што сакаш? Ајде да видам дали знаеш. А треба на страна или во него? На страна. 45 степени. Абе бе, ајде. Првата лекција ја поминавме. Ненад, Првиот ништо час тон не вадиш. Успешен е. Разбираш? Се слуша нешто. Промаја. Да, Не вадиш Добро е. ништо тон. Ова лом го направи. се слуша Ај нешто. после ќе изгрешам. Ненад, 45 степени, знаеш колку е? Добро да. Е, така. 45 е помеѓу 44 и 46. Знаеш дека тешко е? Е тешко е да беше ли? Да не го викам го необратно на од оваа страна да ме треба. Таман се. Океј, да се задржиме на водителските Прекрасно. води. Ај, колку беше Океј. лесно. Гледаш? Ако, местиме. Ајде одиме сега со прашање, пошто отиде времето. Ај, и стварно отиде време. Отиде времето. Ау. Не знам ни дали има логика прашање или да идеме на одмам. Брзо ќе ги Не, одговарам. брзо. Ајде, брзи дете, прашања, ајде, брзи прашање. Што ве вади од такт? Што ме вади од так? Да. Ај, музичари, Не да може да ми чуем. извади ништо. Еј, не може се. На овие години многу сум научен да свирам во такт. Добар одговор. Поготово во 7/8. Добар ти Така, е добро. одговорот. Тимко? Некое погрешно прашање знае да ми извади. Како, например, ова? Не. А, добро. Друго погрешно прашање. Да. Добро.
Добро. Имаш некој? Со каква работа би сакале да се занимавате, ако не се занимавате, не сте музичари, да речеме Друго нешто. нешто што нема врска. Пилот. Пилот, зошто? Супер. Од дете сакам тоа да видам. Стварно? И никош не станав. А се обиде нешто? Не. Не. Добро. Добро, окей. Тимко? Што сум сакал да видам? Магионичар му рече? Не знам, може би компјутерџи. Некој во IT секторов ми нешто? одат тие работи. Аха, Одлично. одлично. Ајде. Дали верувате во магии? Не, Зависи какви магии. Какви магии Овие има? магионичарски? Не, или магии, оние- магии. магии. Знаеш, Како магии, како ти направи. црна магија. како такви магии. Веруваш? Не. Не? не. Не? Воопшто не. Добро. Кој тебе лик најмногу го почитувате? Или сте го сакале во младоста, или... Ѓорги Колозов. Еј, македонски Знаеме народ. зошто. Ѓорги Колозов. Право. Кралот Кралот на на македонските македонските народни прикази. Да, и плеада ликови со него. Така е. Јасно, Ама јасно. Георги Не беше. еден вака да изгледам, Така е. нешто прво што ти паѓа на памет. Прв ми падна на памет. Петре Парличко. Мене ми е така еден лик кој што го памтам од детството. Одлично. Кој што и одиграл прекрасни улоги. Најсмешно искуство на јавен настап. И со ова ќе завршиме со прашањето. Најавен настап? Мене ми се случило кој што свири, веќе што музиката е премногу гласна и кога ќе дојде некој да нарача песна и ќе ти го става телефонот на уво, кај што не слушаш ти ништо воопшто. Леле. Дали може оваа песна? Каже може. Нема проблем, пратим ја на Вибер. Погоди. Сега смешно, може и не е не, смешно, може. може би и малку Интересно или не? трагично. Ајде. Имавме на Скопско лето концерт пред години со Мири Чацев и се сеќам цела бина ни пропадна. Долу и тоа беше Како ви пропадна? па така. Баш онака пропадна со сите не знам дали музичари. сте присуствувале кога рипаат Да, 50 да, души да, на да, сцена, да. што се случува за сцената. И пропадна бината цела, кој како И што паднал се направи? спасил. Ништо, се прекина концертот. Имаше повредени, ама среќно заврши. Сериозно си Леле. Даските што живот значи. Да, Да, може тоа се да даски се што живот значат. Иначе сега на концертот пак беше така. Развирано. Свирите и вака, рипаш. Леле. Пошто кога ќе играат 50-60 души, Боже. а сцената е као масава, вибрира. Да. Видиш сега на страна, тоа треба баш Тоа е онака да се многу тестира сериозен пред да излезе. проблем за сите, да речам, ансамбли, 90% е така. Да. Тоа е, замислете, 60 луѓе под, ајде, 80-90 кила на сцена и сите рипат во такво исто време. А рипат на даски. Што интересно би се прашале, ми себе со тоа заокружуваме. Тимко од кога почна ваква фризура да носи? Или само за емисијата е спреми? Ги оставив на страна, сега после тоа ќе си ја монтирам. Ќе се смениме. Само за емисија. Едно срекни 25 години. Стрикни 25? Да, затоа што на Сабале кога ќе станете све многу вие е лице, убаво. така да Најлесно ти е. немате никакво. Се видиш вака. Избања се секој Највеќе губи време кога фенира. А ти? Што ќе го Ама и прашаш? ти, Тимко, Треба што Тимко. ќе го прашаш? Кога ќе го докторираш? Ајде, те чекам. Оваа година. Те Оваа чекам. година? Оваа година. Пази што си рекол? Добра Ветено. година, оваа 25-та. Добре. Добро. Одиме на кој сум јас. Кој сум јас? Да. А, стига, мораме со игри затоа што ти да времево. Така е. Знаеш, ги имаш. Воскресно ми напиша да бъде. Ги немам. Бе, ајде. Добро. Вие не гледате, а нема... Кој сум јас? Мајсторче, можеш да не исклучиш да не ни видат гостите, шо како? Само сега и да ве дадам во кадар. Ајде не дадеш во кадар, ама исклучи прво. Леле, многу писов Ненаде. Со десна се пишуваш, а со лева ако пишуваш, како ќе биде? Треба да очари за Поголем многу читање да пис? стане. Да, како првача. Ама, види, како си сакам да га си пишувам Така, векате, да. шо е Еве проблемот вака. се? Ајде? Која Мајсторче, камера кој ќе брка? фати? Ајде. Ајде. Чекай да не Абе, гледаш. точно ти е задов на камера? Многу брзо ти оди време. Брзо отида. Окей, кој Ајде. сакаш? Кој Во како? швајцарско Ајде. модат секундите. Шо е финтава? Треба да си ги погодите тие што ќе ви бидат напишани на нели Христос очилата. воскресе. О, не еве ги Христос. Стави ги на воскресе. очарите без да го видиш Го ликот. прашуваш другиот, тој ти одговара. А треба односно јас како да го помош. праш- не, тој да ме дај прашува со мене. И За тој, и неговиот тебе. лик, а ти Добро. го прашуваш за твојот лик. Ајде, Повели? почни прашување. Ама Повели, повели. одговараш само со да и со не. Јес.
Значи, дали од Македонија, дали е пејач, Дали дали е сум машко? дали е да речеме, машко. Само со да и Дали со сум не. машко? Со да и со не. Да, а за некогаш ли кажуваш? Да. Добра. Се занимавам со музика? Се. Прво ја да ме прашам, дали разбрав тоа што пишува? Да. Добро. Дали сум пејач? Точно. Пејач сум. Народна? Народна. Миле Кузмановски. Не си. Друг си. Реди, ајде. Прашувај Евто што. Пупиновски. Смеам јас да помагам? Не смеш? Не. Па уште не, па кога ќе заглави. Тогаш ќе помагаме сите заедно. Пејач. Пејач. Народна музика. Повозрасен. Повозрасен. Да За жал или не? починат. Пепи Бафтировски. Не. Гоце Николовски. Не. Гоцар Нулов. Не. Патриотски песни. Војо Стојановски. Така е! Кога сме кај Војо Стојановски, го поздравувам Војо Стојановски, внукот, му предавам Стварно? на Војо Стојановски. Ова има некој Трета има, година. ова е. Кажи, раскажи Магија. што прави, Кој? малиот? Трета година? Малиот на Војо? Да. Војо Стојановски е трета година на одсекот за теорија на музика. Добро. Втори инструмент му е народни инструменти и срекно игра фудбал во ФК Ѓорче Петров. Мислам дека денеска игра против Вардар. Аха, и са, ќе го натераш да се занимава со музика или ова фудбалот Па ќе мислам дека ќе преовладее Фудбалот? жицата семејна. А, одлично. Гледаш што се случува, не знаејќи. Семејната жица. Семејна, да. Одлично. Ајде сега прашувај. Овеле. Прашувај, Тимко. Женско сум? Не си. Машко? Машко. Од Македонија? Да. Музичар? Пејач. Пејач. Реди. Повозрасен? Да. Да? Кој ќе речат повозрасен, Не помлад, знаеме колку е возрастен. Да. повозрасен. Круме Спасовски? Не Помлад. толку. Не толку. Наум Петриски? Наум Син му на Наум Петровски. Учи од мене. Синот на Стефан и на Зуица и кај мене. Стефан е одлично дете кој што Ама гледај како прекрасно, ги, а не знам дали тебе Војо или Наум вака избрав. прекрасно Вака музикална да беше, дете пака кој ще што погодеш. пред 2 недели имавме концерт во Музеј на македонска борба и отпеа фантастично. Пее само, а не свире на народни. Сега ќе почне, А, сега ќе тоа што сега сме А, средно да. училиште и страшно талентирано дете. Одлично. Какви убави информации сосем случајно добивме. Епа, Од кој одиме сум да јас? свириме кога ќе свириме. Да свириме? Свириме, нема Ајде, време, а лета после време. вие да пеете, Ќе видиме после. Ајде. Мислам дека треба да пееме. Име Нека ние. свириме. Ау. Би можеле. Ќе избегаат сите. Ќе гугаме во позадина. Нина знае, ја. Кате, ќе ја научиме. Ти ја те А научим. другата сезона. Сакаш На канал да дуваш, а не па Што да ќе пееш. свирите? Ај познај. Ја знаете, сигурно. Ајде, като. Толку? Можеме уште да се Ушта. Тама се засвирив за... Сношти вечер, мајче, кога легна. Сношти вечер, мајче, кога легна. Аман, кога легнав, мајче, сон си видов. Кога легнав, мајче, сон си видов. Оливер ја рекол.
се враќаме назад. Еве сме. Тебе не назад. Кошарка. Кошарка. Како професорите играат кошарка? Да видиме професорите како ќе се снајдат со Илија рече дека кошарката. ќе му Дозволено е Ти се. ќе му попуштам одма. Само јас правилата да кажам. Имате 5 обиди, 5 обиди. Како Пет К15. Може да му кажуваш како, да. Слободно. Скоро сега? Како Ајде. Оба за малце. Ајде Тимка. Браво! Еј, тројка беше ќе му ги тројка. фаќам? Ајде. Ајде. Браво! Ова беше Научи. неинтересно. Браво! Тимко, Вие сте вежбале, со ба? детето вежба дома. Немате за рацете малца. која ги имаш. Јокич. Рацете која ги имаш, спремно е се. Многу се палевме. Јокиц, ама не ги враќај по 5 имате. Па нема проблем, ќе продолжиме Па емисијата. да. Ајде. Не. Има Се местиш. Браво! Ајде. Па мислам дека се 5. Спушти. Да, ја веќе не знам колку фрливте. Па како 3, ајде имаш уште една шанса. 3, 2. Ајде. О, ајде, уште се еднаш? наушпаре. 3 со 3 Кој е да. наред? Не ги гаѓам. Ништо. Како си поминовме, професори? Прекрасно. Вие прекрасно, а ние одлично. Вие бевте прекрасни домакини, се Прекрасни надеваме дека домакини. бевме добри Можеш гости. круната да Еве ќе ги давам и вие 3-2 за вас, професоре. се расупај. Само не го кршите, молам. 3-2 за вас. Супер. Нема проблем. Шуке ни свирите сапак. Не знам. Па, Не се договорени? Па ето. Дај. За ката едно пајтушко. Не, какво пајдушко, што пајдушко, нешто со музика, со пеење. Тимка. завршуваме се на Како прекрасна со песна. погачен си урака. Ајде. Добро, само да се подготвиме и можеме нели да слушнеме нешто за пред крај. Ви посакуваме успеси, ви посакуваме Ние ви посакуваме уште успешни емисии, Фала ви. забавни. Можете са ова продолжате, а немој са... ако играш. Како не? Ке пеам. Елено, керко Елено, ти една на мајка, што стоиш, керко, што мислиш, што книга пишуваш, што стоиш, керко, што мислиш, што книга пишуваш. Като пушти гласа. Браво. И сега. Пишувам, мајко, пишувам, до градот Едрене. Едрене, мајко, Едрене, на моето ливе. Едрене, мајко, Едрене,
За мене капела, капела, мајко капела, од 300 гроша. Капела, мајко капела, од 300 гроша. Па така цела да чуеме. Браво. И што ќе ви кажат утре сабика? Да гледат? Да гледат? Сигурно да. Да. Има испрашување? Некој ќе не види. Строги сте? На час зборуваме, она строг професор не сме. Реално сега нема кај нас строгост, затоа што со едно дете сме на час Па добро. и повеќе мислам делуваме како родители отколку како професори. Добро. Ама тоа што треба да се заврши, 4 треба да се години да му заврши. предавам, така? да, тоа што треба да се заврши, Нема толеранција и мора да се ескивирање. изработи, тоа е доказ дека сме сработиле нешто, концерти, надпревари, Зашто годишни, системот на работа ни е таков таков да ни на е крајот од системот. полугодие Мора и да полага. на школската година имаат испити сите ученици. Да се чуе и да Тоа се види полага пред што комисија Барем во и музичко да. има каде да се види, да се чуе што тоа Да, ама има и професорите деца што направиле не со свој. продолжуваат после со музика. Продолжуваат други факултети. Така? А завршиле средно на народни или на кој да е дел, така? А инаку по принцип најдобро е професионалниот дел да го сработиме како што треба, затоа што нас се случува со учениците да свириме. После неколку години, Супер. кога дел од нив се навистина добри музичари, веќе се случува да свириме во бендови или било како. Да. Да. И тоа е прекрасно чувство. Рековме позитивни, така и ќе завршиме. Еве јас значи, свирев со ученик сега на тоа. Да, Кажи. со Тимко свиревме на концертот на Орце Николов Добро, и свиреше ученик кој му предавам и ученик кој не му предавам. браво. Овој ученик, некој што не му Не, тој беше професор. Имав ученик што седи тука до мене втора година и уште еден втора година. Да. Добро, задоволни ли сте како професори на народни, така заокружуваме за тоа? Па јас за Не. овие години да. Не Да, тоа имам извадено колку добри луѓе, деца. Не колку деца се запишуваат, туку колку тие Од тоа што имам успевате да ги... произведено, тоа што поминале низ мои раце, да, задоволен сум. И какви станале, како пред се, како личности, како луѓе, сум. Така е, Тимко? Исто така, пред се важно ми е да бидат карактерно добри, да бидат културни, воспитани луѓе пред се, а музиката се учи. Затоа што џабе е, ако имате погрешно нешто карактерна особина, ништо не ви помага. Ништо, Музиката баш е така. како еден шлак на торта. Повеќе значи, ако седнете да вежбате за секој, тоа важи, ќе стане музичар, не е тоа проблем. Така е, Ако внимава на тоа. така е. Фала ви многу. Многу ви Времето благодариме. помина брзо, но ќе се видиме ние пак. Така што Благодариме на поканата, навистина уживавме. О, канално добро, кавалот више не. Се навежба. Нема отказ шанси. уште не Други почна. Нема Верувај ми. шанси. Нема шанси. Значи прво, знаеш што, кога ќе дојдат деца и кога ќе треба да почнат, ти прво прашај ги дали знаеш да свиркаш со уста. Ако не знае ништо од бизнисот или ја. Тоа. Кате све што можеш со ногти, ти можеш да свириш. Тоа канон можам. Тимко дојде. Поздрав голем. Почитувани гледачи, утре се гледаме повторно некаде 17 часот и 30 на минути во нашиот стандарден термин на телевизија Телма. Утре ќе играме. Ќе играме, да. Утре играме. Имаме пар. Значи Сара и Нирмин Кочан се запознаат тука на едно танцување со звездите, па ќе ни кажат што после се случи. И за Dancers United. Да. Незавидната приказна за и идничка. надпреварот кој што го организираат викендов. Ќе има за што да зборуваме, бидете со нас. Чао.